Инспиративен и суштински наслов што задира во сршта на сликарските постулати на младата ликовна уметница Славица Танеска. Потрагите на разлевањето. Акварели се во прашање. 30 на слики. Навистина размислував што е она што ќе ги обедини сите овие слики. И да, тоа е она моја техника која што најдобро можам да кажам дека во моментов ја владам и најмногу ја сакам, а тоа е акварелот. И она разлевање што го прави акварелот. Самата изложба ќе видите дека тоа е тоа што всушност ја спојува, иако навидум во моменти изгледа разноредна, бидејќи самиот мој израз се движи. Од абстрактен, полуфигуративен до на крај стигнуваме до чисти фигурации каде што представувам портрети. Потрагите на разлевањето е изложба во која одблиску може да се види ликовното созревање на Танеска. Се прелеваат формите низ бои во прекрасни абстракции. Оваа изложба всушност е некакво одделување на новата Славица Танеска од претходната. Баш одделување на новата. Ова можам да кажам дека е прва изложба после моето магистрирање. Меѓутоа, не ми е прва во животот. Е моја 8 самостојна изложба, која што одлучив да ја направам на еден многу значаен ден за мене. Тоа 26. октомври ја правев оваа изложба, е мојот роден ден. Меѓутоа и тоа не е до толку значајно за мене, колку што е значаен мојот втори роден ден, можам да го наречам, а тоа е отварањето на мојата прва самостојна изложба пред 13 години во Домот на култура Григор Приличев во Охрид, што ја отвори Славко Убевче, кој тогаш препозна во тоа едно мало девојче дека може нешто многу повеќе да се крие од тоа само мало, дека може нешто и големо тука да се крие. И тоа беше еден процес каде што се посади тоа едно семе на љубов кон уметноста, кој што се развиваше и растеше. За сега денес тоа да изферментира во еден ликовен израз кој што го представувам на оваа изложба, меѓутоа и не само на оваа изложба. Јас сето она што го имам акумулирано во овие години, денес го пренесувам на моите најдраги студенти. Асистентка е на факултетот за арт и дизајн. Изложбата е малечка показна вежба по сликарство. Сето она што јас им го пренесувам преку зборови, преку демонстрации, покажување на вежби, сето она што ние го правиме таму и со зборови, но и практично, сакав на крај да им го покажам на дело. Дека не тоа што јас им го зборувам и им го покажувам таму е само едни пусти зборови и пусто покажување, туку е живот кој што јас всушност го живеам. Така да имав таа чест да дојдат моите студенти за прв пат, мои студенти на моја самостојна изложба и да видат како тоа јас ја живеам уметноста, ја размислувам и ги пренесувам сите тие работи што ги имам на хартија, на носач. Што се разлева низ оваа изложба? Се разлеваат многу нешто, се разлева првин емоцијата. Јас велам дека бојата е емоција. А овдека е таа емоција разлеана во многу теми, како што спомнав, и на повеќе начини. Има таа динамика што има всушност денешното време, бидејќи живееме во такво време каде што сето она што ни се случува се разлева во нас, брзо се менуваат нештата, брзо се менуваат ситуациите. И уметноста секогаш сметам дека треба да биде отсликување на времето во кое што живееме. Така да ова разлевање и овие емоции се всушност времето што јас го живеам, односно сите ние современици. Изложбата Потрагите на разлевањето е во Кора.